почитувани медиуми, веќе цел ден дебатираме за минималната плата. И ако го понудивме решението за тоа како да има скалесто покачување на платите во државниот сектор, сепак сметам дека во овој закон има уште една недореченост која што набрзо ќе ја увидите, затоа што не сакавте да ги прифаќате амандманите и сугестиите на опозицијата. Имено се работи за приватниот сектор, каде што не сите ќе може да ја користат субвенцијата од државата која што им е дадена во износ од 1997 денари по вработен. Ако се повикаме на податоците на управата за јавни приходи, во држава до 15.200 или околу 15.200 плата земаат 60.000 граѓани, но до 18.000 денари земаат над 100.000 граѓани. Со вака законското решение како што ви е на вас концепирано, над 100.000 граѓани кои што земаат плата до 18.000 денари нема да може да ги користат мерките на вашата влада, и тоа значи дека по овој основ вие ќе им генерирате дополнителни приходи, односно расходи за пензиско и за другиот вид осигурување на вработените во приватниот сектор. Ова е уште едно од оние законски решенија кои што ви се донесени брзоплето и кои што заради инат не сакате да ги прифатите аргументите на опозицијата и ќе се соочите истото како што сега се соочуваат стопанските субјекти за недела неработен ден, заради тоа што и покрај тоа што ние ви нудевме аргументи да ги прифатите, вие одбивавте. Така да ќе се повикам на два аргументи. Прво, тука ја гледам колешката од Охрид, веќе има иницијатива доставена до пратениците за одредено изменување на законот за недела неработен ден токму од градот Охрид, за да можат оние кои што обавуваат дејност да го користат недела како ден заради тоа што е туристичко место. А второ, ќе ве потсетам на еден вчерашен прилог на една македонска телевизија, каде што еден од дуќанџиите во чаршија вели дека ќе мора да го затвори дуќанот заради тоа што токму вака донесениот закон не ги дава посакуваните ефекти. Сега ќе ви кажам директно што ќе се случи доколку не прифатите дека треба да направите поширок сет на мерки кои што ќе им помогне на стопанството. Ќе се доведете до ситуација да едноставно, така кажано, сите приватни субјекти не можејќи да го издржат дополнителниот расход кој што вие им го генерирате со вака концепиран закон, ќе мора да ги пријавуваат вработените на скратено работно време. Ние наместо да создаваме решенија, ние континуирано, односно зборам вака како држава, нормално јас не се ставам во тој кош заради тоа што секогаш заедно со колегите пратеници од опозицијата ви укажуваме на пропустите кои што ги имаат ваквите законски решенија, вие дополнително ќе генерирате проблем. Морате да се осврнете малку на стопанството и да моделирате мерки кои што и текако ќе им помогнат на сите засегнати во стопанството и во приватниот сектор. Благодарам.